40 жени кои со години чекале вработување ќе добијат шанса да станат професионални негователки. Обуката ќе ја спроведува Црвениот крст, а тие ќе се стекнат со вештини за чување на стари лица во домашни услови. Но повеќе детали на оваа тема и за самата обука ќе дознаеме од Александра Валкановска, мојот денешен соговорник од Црвен крст Скопје. Добар ден за тебе, ти благодарам што си мојот соговорник денеска. Навистина многу интересна тема. Повеќе ме интересира за самата обука и за она колку време ќе трае обуката, што ќе опфати 40 жени и на која возраст. Благодарност најнапред до поканата и секако поздрав до вашите гледачи, бидејќи сепак сакаме да бидеме со вас, односно да ги поддржите нашите активности, тоа е начин да дојдеме до нашите кориснички еден од начините. И секако презентација на нешто ќе го правиме во наредниот период. Значи станува збор за активност во рамките на проектот креирање на нови можности за вработување на жената, кој што всушност е проект имплементиран од Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Сдруженијето Хуманос Скопје, потоа Австријски Црвен крст како партнер имплементатори и проект поддржан од Европската Унија во рамките на компонентата ИПА 4 и всушност тоа е компонента за оперативна програма поточно за развој на човековите ресурси 2007-2013 година, што значи дека станува збор за една комплексна, сериозна програма која што токму на моментот на социјална ранливост и подобрување на конкурентноста на пазарот на труд конкретно кон жените како кориснички во нашиот проект посветува големо влијание. Значи не случајно изборот токму на жените. Критериумот веднаш би споменала тука дека е тој. Правиме селекција во моментот на 40 долгорочно невработени жени на територија. Не треба да имаат воопшто работен стаж? Може би да имале во минатото работен стаж прекинат од различни причини или пак воопшто да не биле вработени, меѓутоа критериумот е долгорочно невработени согласно стандардите во Агенцијата за вработување да се баратели на работа. Секако кај нив е тоа регулирано. Значи споменав дека треба да биде 40 жени над 40 годишна возраст и тоа е таргетот кој што всушност сакаме да го фатиме со проектот. Не случајно зборуваме за таа возраст над 40 години жените, бидејќи согласно нашите претходни истражувања добиени се некои ориентацијски податоци кои што зборуваат дека ранливоста на жената е зголемена над 40 години во однос на конкурентноста, пазарот на трудот, незините квалификации, претходното работно искуство кое што секако и можеби некој период од животот и го немала. Така што оваа обука ќе биде само еден елемент плюс во таа зголемување на конкурентност, меѓутоа секако и една стабилност на жената, бидејќи таа ќе биде поконкурентна, тоа значи и подостапна кон работодавецот во однос на компетенциите, квалитетите стекнати по обуката и едноставно ќе има вештини кои што ќе бидат препознатливи, за кои што секако дека ќе биде самата таа посигурна во себе кога услугите ќе бидат пружени кон крајните корисници. Што ќе опфаќа обуката? Обуката се состои во неколку елементи. Јас би споменала дека во периодот од јуни до месец октомври ќе биде еден теоретски и практичен дел кој што ќе се спроведува просториите на Црвениот крст на Република Македонија. Тој дел ќе биде во неколку сегменти, односно во неколку модули. Обуката ќе ја држи лекар, медицинска сестра и социјален работник, што значи модулите и така се поделени во неколку области и жените ќе стекнат знаење, значи во областа на она првична домашна нега, медицинска нега во домашни услови и секако социјалниот аспект на грижа кон старо лице, бидејќи станува сепак специфична категорија, тоа се стари лица, кои што дел од нив живеат и сами, дел од нив се можеби роднини, пријатели или пак блиски членови од семејството и надвор од републикава или надвор од градот или пак нели од различни причини останале сами во домот. Меѓутоа делот ќе биде посветен, еден дел ќе биде посветен и на делот нега на старите лица, меѓутоа во домови за стари лица, бидејќи на обуката ќе опфаќа еден аспект малку поширок, значи нега на стари и немокни лица, затоа што тоа старо и немокно лице може да биде сместено и во домашни услови, меѓутоа и во домови за стари лица, така да е една поширока слика. Потоа, значи во периодот ноември, односно октомври-ноември, ќе имаат 2 месеци теоретски практичен дел, значи по теоријата и практичен дел, каде што всушност ќе влизат во домови за стари лица. Значи тоа е вториот сегмент од проектот, каде што ние ќе извршиме селекција на 80 стари лица во домашни услови и секоја жена која што ќе ја помине таа теоретски и практичен дел обука ќе има
возможност на терен да види што значи да се влезе во домот на старото лице, што значи директен контакт со старото лице, односно проценување на неговите потреби, сепак воспоставување на тој првичен контакт и потоа нели зближување кон корисникот, бидејќи е многу важно да се постигне една хармонична атмосфера, тие влегуваат во неговиот дом. Така што сепак е многу важно тој практичниот дел да го наречеме, кој што ќе биде и сама подршка за самата корисничка, односно за самата жена која што ќе помине обуката. Сето тоа што го научила во делот на теорија да го примени во делот на пракса. Како што народски се вели, не се пушта секого дома, особено кога па станува збор за една ваква специфична работа. Дали во самата обука ќе биде опфатен еден дел на психичка подготовка? На крајот ќе добиеме ли ние профил на подготвена жена да ја работи таа работа? Така, во периодот што измина работиме на неколку сегменти. Пред се процесот на верификација на програмата и процесот на верификација на институција. Го споменувам односно во контекстот на она што го прашавте вие, бидејќи многу е важно кога ќе излезе еден продукт да е со сета она гаранција и од институцијата и од програмата дека станува збор за сериозна подготовка на кандидатките. Затоа што верификуваната програма ќе значи дека на завршувањето на обуката ќе има полагање на теоретски и практичен дел на што е научено и дека секоја од кандидатките која што ги исполнила критериумите, значи оние минимум 70% да ја посетува обуката и покажани знаење на финалните испити, ако не станува нели секако збор за оние училишни испити, меѓутоа сепак проверка на знаењето е проверка на знаење. Значи секој од кандидатките ќе се стекне со сертификат. Тој сертификат е верификуван исто како што институцијата и програмата, што значи дека ќе им помогне во оној процес што претходно го споменав на конкурентност на пазарот на труд и барање на работа. Меѓутоа секако е многу важно жените, кандидатките кои што ќе ја поминат обуката да бидат и тие самите цврсти, уверени, сигурни во тоа што го работат, така што во текот на сите овие месеци додека трае обуката ќе има индивидуална, меѓутоа и групна работа со нив, со психолог, кој што ќе даде токму таква психосоцијална поддршка. Бидејќи секој од нас, односно па и од нив, доаѓа нели со различно минато од различна средина, тука си домашните проблеми, тука си проблемите со долгорочната невработеност, можеби некој животен тек кој што и не сакале така да биде. И сега една адаптација, што значи да се биде конкурентен, да се работи, да се биде дел од тој систем, да се помага, нели некој чувства на алтруизам, поттикнување и така натаму. И пред се подготовка за работа со стари лица, бидејќи повторно ќе споменам, тоа е сепак една специфична категорија, која што бара можеби некаков поинаков пристап, кој што ќе им го нудат на корисниците, така што ќе бидат подготвени и во делот на психосоцијална поддршка со тим кој што ќе работи по потреба или индивидуално со секоја од жените, меѓутоа и групно, каде што многу е важно да се работи во група, бидејќи тие ќе чувствуваат ќе имаат едно чувство на припадност, тоа сепак еден тим, тоа се 40 жени, тоа ќе бидат две групи кои што ќе следат обука, меѓутоа чувството на припадност, една иста цел ги спојува, исти обуки, тоа е можност и жената да излезе од својот дом, дел од нив можеби не работеле затоа што биле домаќинки, односно децата биле мали, немало кој да ги чува и така натаму, на интервјуите и такви причини имаше. Меѓутоа сега децата се пораснати, тие сакаат да работат, еве споменав таа конкурентност се веќе зголемена затоа што годините можеби некој помлади работодавачот би сакал да вработи, меѓутоа самиот сертификат ќе биде секако од голема помош, а и самата обука што ќе ја стекнат. Разговоров ќе биде еден голем поттик за сите оние кои што не гледат и се наоѓаат токму во таа група, можеби да дојдат си уште кај вас и да аплицираат, но ме интересира еве на крајот да го заокружиме разговорот, од каде поттикот за ваква обука? Дали можеби позадината на тоа што и во изминатиот период многу па и приватни старски домови се отвори? Така, јас ќе го споменам контекстот и на нашата програма Грижа за стари лица во домашни услови и дневните центри за стари лица, каде што Црвениот крст на град Скопје имплементира веќе ваков проект години наред и имаме контакт со старите лица, со корисниците кои што зборуваат дека наистина им е потребна грижа, помош во домашни услови. Ние го работиме тоа со обучени волонтери, со медицински лица. Меѓутоа, верувајте дека во изминатиот период се зголемуваат и повиците и барањата на старите лица, односно и членовите на нивните семејства, кои што сакаат некој да дојде во нивниот дом и да помогне на старите лица во делот на грижа, медицинска нега и така натаму. Од тука да речеме поттикот, она што исто сакам да го споменам е дека се уште е отворен огласот за
жени кои што може да аплицираат, значи до 5 мај сме отворени. Може да се обратат во просториите на Црвениот крст на град Скопје или Црвениот крст на Република Македонија, телефонскиот број 3-139-578. И уште една мотивација би ја споменала, иако тоа не е присутно, меѓутоа би го споменала дека делот на автобускиот превоз, додека траат обуките, ќе биде покриен во рамките на проектот, значи тоа нема да биде на терет на лицата кои што ќе ја посетуваат обуката и секако ќе имаат оброк на секој ден, бидејќи секој ден ќе биде обуката тие 4 месеци и во месецот, еднаш во месецот ќе добиваат пакети со храна кои што се нестандардни, односно семени пакети, малку поголеми и кои што ќе биде една мотивација, меѓутоа и поддршка во домашниот буџет за да не се стави дополнителен терет, бидејќи нели сметаме дека се невработени лица кои што ова ќе биде една мотивација плюс да дојде да го посетат, да ја посетат обуката и да бидат дел од да што го правиме. Да. Секако. Александра, ви благодарам. Почитувани ќе заокружиме на уште една тема. Останете со нас. За куса.